Јавното предпријатие Македонски шуми ја изгуби довербата кај штипските пензионери. Студот од лани се уште го паметат, бидејќи дрвата ги добија многу подоцна од пристигнувањето на зимата. Лани каснеја многу. Немаше до лани, немаше дрва. Порано имаше, зимаше, ама сега не. Страо ме фаќа. Каснеја лани, видиш како. И на некои ги вртие правите. Токму поради ова, наместо 3000 штипски пензионери кои секоја година со огрев се снабдуваа преку здруженијето, годинава бројот драстично се намали. Договор за дрва имам подпишано 3500 кубика, а има околу 500 пензионери што се пишале дрва кај нас у нашето здружение. Ние малку покасно почнаме да пишуваме, плашајќи се од ланската година дека нешто малку беше проблематично, меѓутоа одлучивме па да пишуваме и имам пишан толку. Надаме се дека ќе биде се уред, бидејќи рано ги превршуваме работите. Ние секоја година ги превршуваме рано работите, меѓутоа зависи и од шумското стопанство и од сите, не зависи само од нас. Проблем со доставата на дрва минатата грејна сезона имаше во речиси сите општини од регионот. Сепак во Виница, немањето можност огрев да се набави на рати од друго место и годинава го наполни списокот на пензионери. Ние исклучиме договор со Македонски шуми, подрачна единица Виница, за количини од околу 3700 метра кубни дрва вкупно. Отплатата на дрвата ќе се врши на 8 рати, а може и порано. Списковите се дадени во подрачната единица во Македонски шуми и веќе сме почнале со дотур на одредени пензионери до домовите ни. Списоците се затворени и во останатите здруженија на пензионери во регионот, кои со дрва членовите ги снабдуваат преку Македонски шуми. Речиси сите списоци годинава се попразни за најмалку 30%. Најавите се дека годинава нема да биде како лани, кога околу 500 пензионерски семејства студот го пречекаа со ладни шпорети.